Не се само балканците експерти за избегнување даночни обврски, барем кога автомобилите се во прашање. Тоа го има и во Америка. Конкретно во сојузната држава Монтана, која има 800.000 жители, а дури 2,3 милиони регистрирани возила. Причините за тоа се што таму не се плаќа никаков данок на промет при купување автомобил, за кој после тоа не се ни потребни редовни технички прегледи, само се подмирува задолжителното осигурување. Затоа и голем број американци отвораат фирми на кои ги регистрираат своите возила, кои ги возат таму каде живеат. Според податоците на властите, лани во Монтана имало скоро 11.000 спортски и луксузни автомобили со 6-цифрена цена. За споредба, во сојузната држава Вашингтон, која има 7 пати повеќе жители, се регистрирани 4 пати помалку такви возила. Скоро половината од нив се Ферари, но има и 2000 Ламборгинија, 820 Ролс-Ройса, како и 130 Бугатија. Секако другите сојузни држави не се среќни со даночната политика на Монтана. Калифорнија, например, проценува дека има загубено $100 милиони за останати даноци и други такси. Се превземаат и конкретни чекори да се спречат понатамошните манипулации. Законите таму бараат возило купено надвор од државата да не може да се вози низ нивните патишта првите 12 месеци. Во Флорида тој рок е половина година, а во Аризона 90 дена. Но бизнисмените во Монтана имаат решение и за тоа. Постојат специјализирани паркинзи кои ќе ви го чуваат возилото толку колку што треба.